Интензивните контроли на терен и активностите за подигање на јавната свест кај земјоделците да не ги палат страништата, сламата и остатоците од жетвата не даваат видливи резултати. Поради тоа, општина Кочани најавува иницијатива за измена во законските одредби за субвенционирање. Иницијативата ја пренесе градоначалникот Николчо Илиев на средбата со директорот на Државниот земјоделски инспекторат Зоран Шапурик при неговата работна посета на локалната самоуправа. При тоа беше нагласено дека предлогот за измена на законските одредби е една од мерките за да се намали загадувањето на животната средина. Сите овие мерки кои сите заедно ги преземаме, во колку не ги дадат очекуваните резултати, тогаш ништо друго не ни преостанува, освен да се погледнеме на нашите соседи, на нашите комшии, како тие се справуваат и го решаваат тој проблем и навистина да ги примениме мерките што тие ги применуваат и тие се јасни, неселективни и тие навистина даваат резултати во нивните земји. Ако овие мерки што ние ги преземе не дадат резултати, тогаш ништо не ни преостанува, освен преку нашите избрани пратеници да поднесеме предлог за донесување на закон каде што ќе се направат измени во делот на субвенционирањето и таму сосема јасно ќе биде кажано или цитирано што и како понатаму со законот и со прекршителите на законот. При обиколката на земјоделските површини и посетата на пречистителната станица, каде веќе се складира оризовата слама, Илиев и Шапурик упатија јавен повик до земјоделците да не ги палат ожњаните површини и да помогнат околу собирањето на сламата. Ние сме во комуникација со градоначалникот и службите наши да се справиме со овој голем проблем палење на стрништата. Овдека има агилност на инспекторите, еве и сами гледаме, нонстоп ќе бидат на терен нашите инспекторки, нашите дами и очекувам во ова сите други комбинации бидејќи им се нуди, не информира градоначалникот и директорот на комуналното предпријатие на земјоделците да се пренесе бесплатно фактички да се транспортира ова слама, да не се пали, јавна свест и се разбира и одредени санкции. И се надеваме, еве, апелирам до сите овде, утре, кога ќе дојдеме, ова гледка да ја немаме. Се разбира, многу има вакви, но агилноста заедничка, имаме полна поддршка од градоначалникот и ние, сите други институции, противпожарната заштита единиците, но исто така и МВР, полициска станица, верувам дека ќе даде резултати. Но многу е битно да сватат граѓаните дека тоа е и за нив штетно, и за нивните деца, за нивните фамилии, и за загадување и опасност од пожарот. Во рамки на увидот на терен, директорот на земјоделскиот инспекторат Шапурик посети предпријатија кои поседуваат поголеми земјоделски површини и откупно-преработувачки капацитети за ориз. При тоа беше запознат дека тие веќе имаат склучено договор со комуналното предпријатие Водовод да ја предаваат сламата во пречистителната станица за отпадни води, каде истата ќе се преработува во компост.